Станува збор за две групи на специјализанти, една голема група од над 300 специјализанти, за кои што беше правена пресметка за потребните средства, за да они добијат исплата на доместок за нивната работа во тек на минатата година. И тие средства беа предвидени за буџетот за оваа година. Огромен дел на тие специјализанти веќе го добија на доместокот, има само еден мал дел кој што се средува некои административни процедури, заради тоа што дел од нив беа некаде пријавени, па потоа се одјавија заради тоа што не можеше да примаат пари за доместок од две места. Меѓутоа, таа група веќе целосниот број од таа група на специјализанти, мислам дека за кратко време ќе ги добијат ветените пари. Втората група на специјализанти беа специјализантите кои што на приватна специјализација се запишаа во март оваа година. За нив средства во буџетот воопшто не беа предвидени. Но со оглед на тоа што сметаме дека не треба да ги двоиме и со оглед на тоа што ветивме дека и тие колеги специјализанти ќе добијат соодветен надоместок за својата работа, се одвои дополнителна сума на пари од буџетот во Фондот за здравствено осигурување и сега во тек се административните процедури. Треба да се поднесе барање во Министерството за финансии, па тоа да се врати, па да се направи план како ќе се префрлат во соодветните установи каде што тие специјализираат и сето тоа одзема време. Тоа е причината зашто се касни со ветените исплати на надоместоците на приватните специјализанти. Потенцирав неколку пати, би сакал и сега да повторам дека сите тие млади колеги ќе ги добијат ветените пари ретроградно од месецот од кога тоа им се вети. Дали тоа ќе биде во месец за месец август или за септември, навистина не би сакал сега точно да кажам, заради тоа што може некоја процедура да се одолговлечи дополнително, па да излезе дека ветувањата не ги исполнување, што воопшто не е точно. И ќе повторам, сите ретроградно исплати ќе ги добијат и новите специјализанти кои што се запишаа на приватна специјализација во март месец оваа година.